последен гостин ова денешно издание на Црвена линија е актерот Гораст Цветковски. Здраво, Гораст! Здраво, здраво! Ако сите се вчудонавидени зошто на темата и спорт е спорт, те вклучуваме тебе. Тео ќе каже дефиниција за тебе во рамки на оваа тема, бидејќи јас на вистина сум збуната. Да, покрај актер секако ние го знаеме Гораст од Twitch, од gg.mk, што често твича таму за разни игри. Како исто кажа твича? Twitch. Twitch, Стрима, поточно кажеме. Стрима, да. Вајде, веројатно. Да. Ве молам, упатете ме што значи ли то? Јас да... Да, твичање. Стримање. И стрим знам, ама твичање? Твичање не е баш. Јас морам да признам, сега го чув тој израз прв пат, али да, стримање може да се каже. Геймање исто така. Тоа е сервис за гейминг, за играње, за чат, за социјална мрежа како што е Messenger, како што е Instagram, тоа е за игрици. Баш така за игрици, за стрим. Како YouTube, но малце повеќе за игрици. Да знаеме како супер актер, но како си во оваа сфера, во твичањето, стримањето? Во гейминг сферата, околу сето тоа. Па добро, цел живот си ги влечам двете работи паралелно и другите работи заедно. Геймингот ми е пасија мене долго време, значи со години. Назад, уште пред да станам актер, геймингот ми беше една од сршта, една од кор. Значи да беше официјален спорт во државава, ти ќе беше геймер, не актер. Да речеме, да. Па добро, и сега сум геймер. Геймер актер, што би рекол еден колега, не добиот геймер меѓу актерите и не добиот актер меѓу геймерите. Излага така целата работа. Па не би се сложила актерската кариера, ти е одлична, барем тоа што јас сум гледала. Еве, кој е твојот став? Ја верувам дека ти сметаш дека и спортот е спорт, но според тебе зошто треба да биде спорт? Онака официјално, па дури и да се најде на вестите за спорт. Па добро, веќе во светски рамки тоа и е, веќе има најдено место на светските спортски канали, значи зборам од Eurosport, знам во Србија има многу, мислам дека еден канал, најблиску зборам, некој во другите земји секако го има тоа. Станува збор за надпреварување. Кога станува збор за надпреварување, мислам дека после долги години во кои што се има вложено многу и индустријата и финансиите, така да мислам дека е неминовно да се случи дека геймингот ќе стане официјален спорт. Тој веќе е спорт на светски рамки. Веќе буџетите кои што се користат за надпреварите и турнирите ги надминуваат буџетите на, мислам дека 90% од тимови во цел свет во однос на различни спортови, но тука секогаш доаѓа етичкиот проблем во геймингот, во спортот. Задржи си ја мислата, имаме нешто многу ни важно да ни одговориш, те нешто подготви. Токму така, нашите колеги од Backstage подготви едно прашање за вас, па да го слушнеме. Еден од најоспоруваните спортови е и танцот на шипка. Мило ми е што ми го постави тоа прашање, затоа што е многу голема дилема со спортот. Ова, ние што го правиме, е спорт, односно е танц на шипка, каде што цело време константно си со еден тип на облека и изведуваш танц кој што представува гимнастика, координација на тело и сето тоа е слеано во една убава кореографија која што има флоу и елементи, сега нормално, од почетни до напредни елементи. Гораст, а танцувањето на шипка дали е спорт? Кога рековте Backstage, ништо помалку не очекував од прашањето. Ама да се сконцентрираме на шипка. Да. И спортот. Вака сега, нека си земат ливче, нека земат бројче, нека си застанат на ред, нека чекаат ние да завршиме со нашево, заради тоа што ние години наназад се бориме за тоа да стане спорт. А кога ќе им дојде ред на нив, нека биде. И ако тоа знаете како е, како надпревар знам дека во кинолошки сојуз не може било кое куче да биде раса. Значи мора да има специфични, значи перформанси ќе ги кажем или еве ќе ги кажем дефиниција за кучето, значи големина, раст, значи размер, еден куп други параметри треба да се запазат за тоа куче да стане раса, да не биде некој мелес. Така исто и со сите спортови, значи мора да се има предиспозиции, мора да се има точни правила, мора да се има точно определен судија, мора да се знае точно прецизни работи за да не биде после тоа според тумачењето на кој како ќе стигне да го протолкува тоа правило.
па претпоставам дека кога ќе се направат доволно правила и за танцување на шипка ќе има веројатно и спортска дисциплина. И па очекуваме ако имаме некој кој што се занимава со танц на шипка, може да реплицира, бидејќи мислам дека многумина ќе ги иритира, бидејќи танцот на шипка исто така има побарување да се вежба многу, нели, физичка активност. Но јас себе забележа во интрото, видеото за тебе, дека одиш во теретана, вежба, значи тоа што ти си геймер не значи дека забораваш на своето физичко здравје. Светото тројство е многу битна работа. Значи гейминг, професија, здрав живот, фамилија, здрава храна, не е тројство, така си го викам јас. Тоа се неминовни работи едно со друго да се поддржуваат. Едно без друго секогаш веќе настанува проблем. Било кој сегмент од тоа да го нема, ќе настане проблем. Значи, јас секогаш им кажувам кога ќе дојдат родители кои ќе ме прашаат, моето дете многу игра, што да правам со тоа. Јас обично им викам како е во школа. Одличен, петки има. Другари има, многу е супер се дружи. Викам вежбали, да иде на кошарка 2 пати, иде еднашка на балет и 2 пати на карате. И па викам, кај е проблемот тогаш ако он игра и по 15 сати на ден, ако он си има направено баланс во однос на другите работи. Така и ова е. Се што е ако фали секој сегмент од ова, тогаш недостасува. Тука е малку и дискусијата околу еспортот. За да се стане еспортист, треба многу влог и практично многу сати играње напред компјутери, практично фрлање во вода најубавите периоди од своето живење. А Гурас, ние имаме гледаш веќе, одлично, кого имаме на линија? И играч, геймер. И геймер, и гледач, а кој ни се јавува? Од Виница е дечкото Оливер. Ај, Олег? Олег, кој е твојот став? Мојот став врска со тоа е да гледам го, слушам го гледач, гостино шо ги не знам. Горас Цветковски, актер и геймер. Значи, таа е еднината на младите. Twitch, гледам не е запознаен врска со Twitch TV. Он го нарекува стриминг? Да. Па има повише компании што стримат у свето, а една од познатите е Twitch. Една од најпознатите, значи, субскрайбери, поврзани со YouTube, со Instagram. И јас сум геймер од дете. Од дете. Ама ќе ни ја уништат младината на тај начин. Имате ли прашање до Гораст? Па немам посебно ништо. Онака, моје мислење да кажам. Фала ви што сајавте. Благодарам за вашето јавување. Останете со нас до крајот на ова издание на Црвена линија и секако и утре бидете дел ако бидете заинтригирани од новата тема. Значи, Гораст, јас сум искрено многу изненадена од оваа вторава приказна и мојата пасија е театарот, филмот. Сакам и те почитувам како актер, но сега сум воодушевена од ова што го слушнав. Браво! Да се навратиме малце на испорт ситуацијата. Кажи ми од испортот, која игра највеќе ја следиш, што моментално има турнири насекаде? Па добро, во принцип најголемите турнири во моментов си ги држат лигите кои што се одржуваат, како едни од најголемата лига во моментов е Dota The International, се случува за 3 недели ќе се случува во Будимпешта. Имаме таму наш представник Александар Саздов Сакса, Мартин Саздов Сакса, кој што имаме среќа да игра во најдобриот тим и во моментов претендира и како за шампион, така да тоа е едно од најплатените. Тука позади него не заостануваат лигата на LoL, Overwatch, Counter-Strike се тука, иако е прилично стара, но секогаш има доволно публика. Пред неколку години се направија лиги во неколку мобилни игри, тоа го бустираат овие што се мобилни оператори како Clash of Clans, Clash Royale и така натаму. Дополнително има лиги во Call of Duty има голем фонд, така да има 4-5 игри. Fortnite е сериозна игра која што се игра на надпревари.
така што има по 3-4, има first person shooteri, има 2-3 моба игри. Така, главно. Така нема игри. крај, мене така ми звучи одлично и многу сериозно. Горес благодарам што беше дел од ова издание на Црвена линија. За мене изненадување, јас ова не сум знаела, Матео беше подготвен. Благодарам и на вас, мило ми е што секако одвоивте простори за оваа работа. Рачунете дека ова е многу комплексна тема за која што треба многу сати дискусија и време, но во секој случај од негде мора да се тргне. Да. Благодарам многу, се гледаме во друга прилика. Поздрав, се гледаме во театар.